Широм отворени вратите на Домот на културата од општина Илинден за ликовните уметници од Бугарија Маријана Везарова и Пламен Бонев. Под мотото "Едно лето како сон" со 40 ликовни дела се представија пред публиката во Илинден. Добре да им посака изложбата ја отвори познатиот ликовен уметник Новица Трајковски. Тој своите колеги ги представи како светла точка во уметничкиот свет. Многу очигледно дека се со многу голема љубов и со отворени очи, со широко отворени очи сликани. Тоа го кажувам затоа што се многу ведри, весели, со многу голема енергија, широк потез. Навидум изгледа дека се сиромашни со колорит, но се толку многу богати, не само со колорит, со сето она што може човекот што го носи во себе да го искаже. И тоа е многу комплицирано во сликарството да се искаже во било кој правец. Ето оние нашата формулата да го кажа тоа. И според мене тоа е најубавото и највредното. Везарова и Бонев се признати уметници во соседна Бугарија, а зад себе имаат одржано повеќе самостојни и групни изложби, и тоа во Соединетите Американски држави, Велика Британија, Канада и Грција. Сите слики се дел од еден голем колаж и најголемиот број од нив се настикани на неколку ликовни колонии низ различни места во Македонија. Тоа беше едно прекрасно лето. За секогаш ќе го паметиме и токму затоа решивме оваа поставка да ја наречеме "Едно лето како сон". Јас многу ја сакам Македонија, затоа и тука имам многу пријатели. Сите овие слики кои ние денес ги изложивме пред вас, а тие се дело на таа наша љубов кон вашата земја. Благодарам на општината Илинден што ја покрие незинава изложба. Нема да зборувам за незината биографија, веќе ја слушнавте. Незината дела тука се пред сите вас, може да ги видите. Се јас како незина пријателка уметник се запознав со Маријана и Пламен, господинот исто уметник, во една ликова колонија во Лесново, Летово, и ние веќе станавме пријателки и уметноста е онаа што не ги познава границите и ги спојува уметниците и сите нас. Гостите беа воодушевени од приемот и можноста да се представат пред македонската публика. Изложбата ќе биде поставена до 20 декември годинава.